искаме подкрепна презентација дека не сакавме да има прашање и дискусија. Може ако сакате да навистина, бидејќи многу тие неискуство презентација може да ги пројавне емисијата по 15 минутки, па заради трпение малку освежување од воздух и кафенце малку добро може да ни дојде да се продолжи работен дел во втората четврта презентација, ако сте за прашања, дискусија. Пред да преминеме со третата презентација, ќе разамам на крај да не забравите. Значи, бидејќи во мојата пишеше контрола на квалитет, најобјективни оценки, она може затворени се дел од прашањата со 1 до 5, меѓутоа има и коментар долу или пријава за предавач, што било добро, што може подобро, да не донесу што не е добро, но што може подобро. Сите овие критики ги ставиме на лист и ќе бидат јавно објавени на нашата веб страна и на фанпејдж, и овие презентации ќе ги закачиме на фанпејдж, да може да ги електронски да ги даунлодирате, да ги имате, пошто вака е ситно, но тоа направено за да може да мотивирате веднаш ако сте на некој слайд или нешто ви кажал излагачот, додаторот. Така да ќе ве молам на крај, многу ќе ни значи да бидеме евалуирани на крај и предавач, и услови, и се. Сами себе ќе се цениме и ќе се уважиме за следната дружба. Колега Филип Колевски, го најавувам за кратка презентација да предете. Задоволствено што да гледам и тука од најразлични генерации професори што кога беха учени беа професори, студенти и тази завршени и од прекрасна дружба и прекрасни на ваков начин да се собираме и да продолжиме натаму. Па се надевам нешто ќе рчеме со оваа презентација. Малку по-необично, нема некој конзервативен пристап да држам, ќе имаме нешто отварање повеќе на теми, би сакал повеќе време да имаше за да може некако подетално во едно од овие подрачја да навлеземе. Па ако има некој интерес, изненатаму би ставил едно подетално предавање, што беше мотивација за избор на оваа тема. Навлегов малку постручно и работев 4-5 години со специфичен процес. На некој начин се наметна тоа како тренер кога работев, за да истигнам оние постари други тренери во Македонија што има поголем успех, сакам да искористам се што е можно, а не располага со некои си големи таленти, никакви услови. И така со доусовршување, стручно доусовршување, мислам дека извлеков максимум од некој потенцијал на тие атлетичарки со кои работев. Па, започнеме. Ќе видиме многу табели или во поглед на тоа како би требало да изгледа прогресија на самите спортисти во некоја возраст 13, 15, 16, 17, 18, 20, сениорска возраст, кога се тренира балистички, силов тренинг, брзинско силов тренинг, експлозивен тренинг, колку максимална сила, абсолютна сила, повеќе нели тие звездички, значи тогаш треба да се форсира таков тренинг. Во периодизација на тренинг често се дава такви упатства или готови периодизации во микро-макро мезоциклуси и обично тука не се прави дистинкција меѓу машки и женски. Табелава е супер, но едноставно е да го рчеме, тоа испровоцираме дали секој од таквите табели може да ја применуваме еднакво на машки и на женски. Една поедноставна табела не е со сите хормони на еден месечен циклус кај женски, каде што гледаме голема осцилација на хормони, естроген, прогестерон, во еден, да кажеме, типичен, просечен 28 месечен циклус, 28 дневен циклус, и таква осцилација, оно што сакаме да биде главен акцент, нема кај машки. Значи, хормонска осцилација во толкова мера нема кај машки. Разлики, некои специфичности, би можеле за само од некој од овие работи да зборуваме повеќе време, како анатомски разлики, што знаеме дека простачна височина различна, седечка височина, кај женски седечка височина е поголема
должина на нозе е пократка, кај машките пропорции должина на нозе е подолга, седичка височина. Самата цврстина, густина на коски, подвижност, зглобост, еластичноста, различно дишење, што има големо влијание во издржливост. Само ова е доволно да се отвори една тема. Значи, градно дишење е многу почесто застапено кај женските. Сега, дали е тоа викат диафрагма, дали заради бременост, едноставно, без разлика која да причина, кај женските е една голема разлика во спорту и на издржливост, и во тимските спортови бидејќи има доста издржливост, е самото градно дишење. Тие мора да учат повеќе дишење, мора да се обрне внимание многу повеќе на дишење. А ова што е во прво анатомски карактеристики, значи треба да се обрне многу повеќе внимание во селекција. Физиолошки хормонални разлики, значи, се многу поголеми, има разлика меѓу машки и женски во самите хормони, некој оди до 30 пати повеќе. Сега таа разлика е битна. Дали тестостерон имате 30 пати повеќе или помалку, не може да биде исти тренинг, не е иста мускулна маса. Ако не е иста мускулна маса, не е исто, не може да биде исти број на повторување, серии и серии. Кај женски има помалку мускулна маса од тук, во нозете воглавно е слично како кај машки. Ако има помалку мускулна маса во труп, значи побрзо се заморува. И треба да се обрне внимание во самото структурирање на тренингот. Различно е кај женски самите овие карактеристики во една фаза, во одредени периоди од животот. Не е исто пред пубертет, за време на пубертет, после пубертет, за време на бременост и така натаму. Културолошки, регионални, расни, национални, верски специфичности, тука може да зборуваме меѓу каде што има огромен број на разлики што може да се потенцираат од Нигерија, Кенија, Кина, да земете на континент Јужна Америка, па имате огромен број разлики што може да се однесуваат на вакви карактеристики, дали е дебелина на тетива, дали е височина, дали е дебелина на, да кажеме, на мас по кило, дебелина на самата популација, мускулни влакна. Има, значи, голем број на статистички показатели и табели. Заради интерес на време, кажам, нема да дополнително наведуваме податоци. И се разбира историски, општо прифатени стереотипи и предрасуди, не зборуваме дека женскиот спорт е многу тази, дека огромна разлика имало, дека таа разлика се смалува во поглед на машките и дека женскиот спорт е оно што се развива уште за според во машкиот спорт кој има многу поголема традиција и методите во главно истражување се правени на машки, се прилагодени на машки. Додека кај женски уште не е достигнат оној зенит за да се прилагоди целата тренажна методика. И тука може да одиме, нели, како што кажеме, културолошки предасуд не оди во тој спорт или не е тоа за тебе или вака, нели, некои стереотипи. Психолошки мотивни, исто посебно подрачје, женските можат да бидат подисциплинирани, попосветени, но може да имат поголема аксиозна стрема за време на натпора, може да и треба да се обрне повеќе внимание кај нив во тој поглед. Значи може да добро исполнуваат на тренинг, но може да добро да киксираат и за време на натпора. Мајчинство што не е табу тема, нели многу брзо може да завршат кариера, да се случи нешто такво, или да се вратат и да постигнат поголем успех, но кај нас тоа почесто се случи да завршат кариера, за разлика во свет кај што после мајчинство продолжува. Што како тренажен период за време, гурат јако, слушаме елисетски спортисти за време на бременост, месец дена после тоа, 3 недели после тоа почва со тренинг за 6-7 месеци се во тоа форма, е исто посебна тема на која не може да биде истиот тренажен процес. Некоја само споредба со девојчиња пред пубертет, со машки, имаме во некои карактеристики кислородна потрошувачка, анеробна мощност, каде што имаме нешто слично, нешто имаме пониско, повисоко, значи веќе имаме разлика пред пубертет. Разликата не се создава само во пубертет, кога имаме голема хормонска разлика. И кај машки и женски различни хормони, туку има и пред пубертет. Значи тренингот и пред пубертет треба да биде малку различен женски и машки. Девојчиња споредени со, да кажеме, сеньорски, со возрастни жени. Јавате во повеќе разлики, во сите категории имаме разлика, не во повеќето,
Исто така, од анаеробни до некои аеробни својства, нешто е пониско, нешто е повисоко. Значи, во самата прогресија, од дете до жена, има поголема разлика кај женски во споредба со машки, во самиот оној циклус на зрење. Машки и женски во мускулна маса и тип на мускулни влакна. Нетренирани машки и женски, значи ова не е тренинг. Црното е машки, белото е женски. Не се тренирани особи. На нетренирани особи правена биопсија, имаме тип А, тип 1 на оние издржливи мускулни влакна и од типот на брзите мускулни влакна нели имаме тип на силови и тип на брзински експлозивни мускулни влакна, значи во сите категории имаме голема разлика. Ако имате помалку од тие, нормално дека самиот тренинг би бил различен со број на повторување, серии, планирање во неделен циклус, значи колку пати би работеле неделно сила или брзина. Женските може повеќе да работат фреквенција, почесто треба да имат некои тренинзи, ама не може да го изработат многу голем волумен на тренинг и тука се ствара на голема разлика од она што практично се случува, што на крај ќе ви заврши од она што треба да се случува. Значи потребен ги е почесто тренинг, бидејќи имат помалку број на таквите, на сите мускулни влакна, освен на типа издржливост, каде што е мала на црвени мускулни влакна, немала разлика, значи пофреквентно треба да тренираат со помал број на тренинзи. Колку е важна таа разлика, дали се намало изголема во растот, че повеќе прашања. И она најважна категорија што би било, што ви кажа посебна тема, тренинг со деца пред пубертет, треба да има разлика. За време на пубертет разликата се зголемува по пубертет. За време на пубертет може да настане голем проблем со девојчиња и може да има нагла смена од она што го очекуват и што го гледаме од некои, да кажеме, девојчиња што изгледа супер со антропометриски карактеристики и одеднаш да има големо зголемување на тежина, стопирање на раст, успорување, лоша координација, што е многу поизразено кај женско од кај машки, и се разбира дека тие сте правеле некоја периодизација, но тој тренинг се до тоа планирање оди во вода, значи треба да се направи основно враќање назад. Исхрана е многу битна во овој период. Нели не јадат машки пажливо, не јадат женски, ама кај женските тоа многу повеќе ги тендира, многу повеќе ги погодува, многу повеќе се изразува, машко може да гура многу повеќе со лоша исхрана, кај женски не може да гура толку со лоша исхрана. Во поглед на тоа зголемен број на ризик и зголемен број на повреди со иста тежина, машки или мала прогресија продолжуваат, женските ги даваат исти тренинг, тие почнат да се повредуваат. Нормално има 4-5 кг плюс на не може за тој период да зајакнете толку многу ливаменти, зглоби и на мускули, а едноставно ја знаат таа техника и знаат тие движења се форсираат без разлика тимски и индивидуални спортови и тука се случува поголем број повреди. Кај женски, например, статистика кажува број на повреди на колено е за 70-80% повеќе од кај машки. Значи дупlo, да кажем. Тренинг во период 17-19 години посетива фаза се разбира дека фаза завршување средно училиште, факултет, тука се метно овој културолошки аспект кај нас што ќе тренираш, нели, тогаш нема иднина, нема доволно екипи што може да изгура сериозен тренажен процес во таа возраст, посвети се на кариера, значи не е само онака тинеџерски осетлив период, туку од целото општество има посебно влијание и треба се обрне повеќе и тренинг со врви спортиски, што денес на исто ќе обрнеме внимание. Во поглед на ова, значи секој моторичко својство има разлика кај женски, и онака во тренинг, во споредба со машки и во поглед на тоа има различни сензитивни периоди според календарската возраст. Тие се осетливи периоди во кои што имаме најголем раст и подобрување на самото моторичко својство. За таа разлика во тие сензитивни периоди, каде што има најголем бум и прогрес, може да забележиме една табела, каде што има момчиња и девојчиња и овде ќе имаме зголемување на брзина на трчање во проценти. Гледате кај девојчиња е 50, 25, 20. Значи до 12, до 13 години е целосно зголемување, природно збориме ова, природно зголемување без тренинг на тркачка брзина, на чиста брзина. Кај машкија до прва започнување од 12-13 години 20% и равномерно не. Каде што е девојче на 13 години, таму е машко на 17 години. И вака ќе биде сите табели. Што е основен проблем?
викаат порано созреваат. Физиолошки, хормонски да, ама порано не созреваш, мислам не оно интерес према, нели, спрема симпатија, туку порано не созреваш психички. И сега има голем проблем. На 10-11 години треба да имате тука, да кажеме, зид, плафон за подобрување на брзина кај девојчиња. Ама психичка зрелост е иста, како кај маж. Вие мора да работите посериозно, ние мора да работите посериозно кај девојчиња од 10 до 13 години, за разлика според басомашки, каде што е многу поумерен тој развој и многу повеќе години може да се даде фора. Не е ништо ново, не е ништо топла вода, се работело така сериозно во помно спорт и откривено. Тука имаме колеги, например, од гимнастика, од Новица Тринафиловски, мојот ментор Ивица Ѓурѓиевски, што знаат и порано тренирале со деца и дека деца и девојче може да поднесат сериозен тренажен процес во таа возраст, ама тоа треба да биде сватливо, по поглед на дете. Како да му се објасни дека на 10-11 години девојче треба да тренира сериозно, како некој машко од 16 години треба да го разбере и родителот тоа. И тука ние го пропуштаме овој зид, зашто стварно е тешко и деца не се толку сериозни. Значи, деца, моје лично мислење, касно созреваат. Значи, ти разговараш со него, ти ги разбере речениците, ама не може да биде доволно сериозно, да поднесува сериозен тренажен процес, поголем број на тренинзи, по-сериозен тренинг, со сите тие работи што ги слушнавме во претходна презентација, нели како се загрева, како се истега, како се тренира правилно. Ја нема таа концентрација. Затоа не систем од источен блок прави многу добри резултати во време кога имаше поголема дисциплина и кога мораше некои работи да бидат условени. Во време на, да кажеме, по-слободно саќе или демократија, значи родителот е оној што диктира колку тој дома ќе го воспита само дете, за да може толку сериозно да работи. На мускули на грб, значи зголемување на сила. Кај девојчиња еве, некој си зголемување иде најмногу до 12-13 години и нешто останува понатаму како прогресија, додека кај машките добро почува 13-14 години зголемување на сила. Скок во далечина од место и вертикален скок, го зголемување на момчиња и девојчиња. Девојчиња треба до 12 години имаат речиси исполнување на таа квота, додека машките рамномерно зголемуваат од 12-13 години, каде што девојчињата завршуваат, машките продолжуваат. Горе хоризонтален скок, доле статистика за вертикален скок. За вертикален скок истото е до 12 години, додека кај машките од 12-13 години почува зголемување, иако може да забележите најголем број и 21,2 на 5-16 години, а голем е бројката на 16-17 години, што е огромна разлика. Пред пубертет, за време на пубертет. И сега сумирање на овие сензитивно развојни периоди, кај девојчиња 11-13 години, кај машки 13-16 години статичка сила, имаме за мощност на нозе, на раце и на тркашка брзина. Значи 12, 18, 10 до 13 години. Она е сумирано. Сега тука имам општо прифатени мислења, стави неискористен потенцијал кај женски спортисти поради недоволно навремена и планирана приоритизацијска тренажна програма. Оно што го спомнав с недоволна сериозност или подготвен, планиран тренажен процес, едукација. И оно што не го споменавме, не е седно кој спорт се тренира во сензитивни периоди. Немало спорт, ама ако збориме дека 10 до 13 години ви е најважен период за тренинг, не е седно кој спорт тренирате во 10 до 13 години. Ако нема експлозивност во тој спорт, тогаш нема доволно експлозивност, вие после ќе отидете на друг спорт, може имате супер тренажна програма, ама не сте ги развили овие моторички својства или посебно брзина што треба за поединок спорт. Има неколку спорта што едноставно го нема тоа што треба да после го искористите, брзина, агилност, реакција. Значи 10 до 13 години детето може да оди сега и да тренира нешто. Ако нема добра тренажна програма, не викаме дека е изсечено и крај, нема никаков успех, ама нема плафонот е стан, нема да го има оној успех, повеќе успех како што би можело за да има во 10 до 13 годишна возраст. Тука доаѓа желба. Јас сакам тоа да тренирам или јас мислам вака или другарчина ми одат на тоа. Како тренираат нели женски, како би требало да тренираат во некои просечни вредности. Тренираат често во клубови, што сум видел, женски тренираат како повеќе на блиско до оној рекреативен начин на тренирање, со повеќе повторувања или на симулирана издржливост, додека оној
потенцијал за сила се запоставува и сега имаме доаѓаме до некоја возраст 20 години сеньори, ја не работеле доволно силова или експлозивна сила, максимална сила, и тука става много проблем, значи треба порано да се имплементира барем техника. Тука не зборуваме апсолутна сила, тяте 10 до 13 години, значи треба да научат барем техника и да почнат нешто. Зашто имаме 14-15 години, може да имаме светски prvак во гимнастика. Не може да работи кардио таму или да работи со некои вежучи таму споро, како што работат во фитнес центри. Имаме една програма за тренинг по која работев на едно истражување од Русија 24 години, каде што е користен тест за личност, каде што ги делат во 3 категории како најженствена група со повеќе женствени карактеристики и оние што се по, да кажеме, машки карактеристики, од тие врвни спортски кај нив, групата со повеќе машки карактеристики, она што не изненадно се поуспешни спорт, односно во успешните спортисти често таквите се со нормално, ако има повеќе тестостерон, повеќе сила, има зголемена шанса за успех. И самата таа, значи, категоризација оди понатаму, убаво ги поделе, анализирале, значи има 3 типа на месечни циклуси кои различно се успешни во различна група на спорт. Според тоа, значи, различен тренинг во тие 3 категории, да кажем, на поделени циклуси, и во поглед на тие 3 категории се прави самиот месечен циклус различна периодизација. Ова е според рангирање на таа, да кажеме, женственост, и сега имаме табела, например, каде го изидаме онај 28 месечен циклус, каде имаме организација, не се ставени, не се гледат убо анаеробно лактатни повторувања, аеробни повторувања и лактатни повторувања, каде што гледате во оној 28 месечен циклус, имаме менструација, поменструација, овулација, постовулација и предменструација. Како што оди, значи, линијата, тогаш најголема е можност и оној период кога треба тоа моторичко својство да го развивате многу. Каде што за овоите 28-дневен период се разликуваат. Имаме втора група, која што е подолг месечен циклус, 32 дена, имаме 28, 30 до 35 дена, оние што се со 35 дена поредки, но женски што се поуспешни, да кажем, во тие експлозивно брзински силови дисциплини или спортови. Во тие 3 групи пак имаме различни линии на оптеретување, значи на самите тие аеробни, на лактатни и анаеробно лактатни оптеретувања, каде што ако прилагодите различно, гледате како што за сила, за брзина на се работи во првиот период, после менструација повеќе, за аеробни повторување издржливост се работи практично од овулација до самата менструација, тогаш треба да биде врзо оптеретување, што е супер. Значи не ги работите во исто време, тама се распоредува, али се распоредува според тој циклус, што може да изгледа малце комплицирано, но не е комплицирано, имав таа среќа да работам 5 години, најдолго со две атлетичарки, по неколку години со други, и напредокот е многу поголем. Ова е таа трета група, немав од оваа категорија, и може да се работи со да кажеме, девојчиња веднаш по пубертет, тука настануваат може малце голем проблем, нели не, аменореја, од стапување од менструалниот циклус или недоаѓање или нефреквентна менструација. Со правилен тренажен процес би требало ние да влијаеме да се стабилизира самиот месечен циклус, додека со неправилен тренажен процес може и да нема менструација или да касни или да не дојде неколку месеци. Но тоа е најпредизвикувачки период, зашто до 16-18 години може да самата менструација да биде доста проблематична. Сега кога планирате таков циклус и вие сте испланирале супер, и сега не доаѓа менструација. И сега па се прави промена. Не се случува сегаш, ама има знаци, ако се прати пажливо, значи внимателно, значи би требало да може да коригирате. Би сакал за ово да зборувам понекогаш, ако има интерес повеќе. Во овој пресврт не треба да дарете во спуштање на линија потежок тренинг од оние оптеретување. Например, ако имате пад на анаеробни способности, значи не треба сега тука да биде најак тренинг од анаеробни, да кажеме, или алактатни оптеретувања. Некои само заклучоци, значи тука имаме индивидуални спорти, но само до тоа може да се применува и тоа различни оптеретувања во издржливост, во спортови на тимски спортови, екипни спортови, каде што
би можело да се прави различна програма за оној барем физички кондицијски дел. Ризик на повреди, зголемен ризик на повреди, посебно за некои денови од циклус, е многу зголемен, дури 3-4 пати кај женски. Ако тој ден имате агилност, подобро да немате агилност, значи за одредени женски, зашто самите тие денови се неколку пати, значи поризични. Во тој контекст е сериозно, значи планирање за оној превентивен програм, превенција на повреди кај женски, зашто самото тоа е, колку пати кажавме, зголемен ризик од повреди. И од нестандардни пореметувања во исхрана, кога ќе почне девојче да мисли дека е женско дебело, па ќе оди на ерекција, па не јаде, или дојде, или слабост, слабокрвност, железо, слабо железо, многу зголемен, многу пати повеќе зголемен број на анемичност кај женски, што не значи само ослабена издржливост, туку значи и ослабена концентрација или ослабено внимание. Вие учите нешто, недостаток на хемоглобин и едноставно нема концентрација да слушате. Затоа треба почнат се контрола и проверка на хемоглобин и има зголемена потреба од сон. Просечно 1 саат, женските имаат потреба од повеќе спиење. Женски може да кажете дома на машите, дека 1 саат дневно треба да спиете повеќе од машите. Накратко што се иде. Се надевам нешто рочно. Денес на време може да излязам на стол, може како информации и податоци, ако сака некој нешто да праша, може и после или текне после презентација. Моравме да побрзаме малку со саата. За женски не се интересира. Дискусија немате. Ова се интересни теми што сега ги презентира младите колеги. Нема проблем. За ова втората тема може и повеќе се очекува студентите од факултетот за физичка култура кои сега слушаат физиологија, па малку да дадат допринос со дискусија, има на прашање. Сега моите години на искуство во образованието и се тука малку судрат со овој сегмент спореден услови за настава по физичко, бидејќи 2007 година имав една убава анализа од овде во Куманово направена и појдовме од тој аспект сега малку на анализа од 2010 од прилика 2020. Не можем информации да ги добијам, порано беше општина Куманово, сега оди во УЈП, од УЈП оди во Централни регистар, од Централни регистар оди вамо и се спуштиме на ова ниво на кој сега ќе дискутираме и ќе, односно ќе презентираме. За дискусијата ќе се најдете некои како тренери и професори тука, па ќе видиме како ќе биде ова разберено, мислам дека ќе биде на ниво. Јас си работам на овие наши, овие малите компјутерчи. Добре, еви. Назад. Гледам дека не. Да. Како професија физичка култура постои одавна. Она што градоначалникот го каже и спомна нешто, тоа веќе не е тема. Она постои уште кога при еволуцијата на обуката што професор Јовановиќ Александар зборуваше, меѓутоа организирано со организирање на држави, појава на држави, почнува и физичка култура. Не е темата. Меѓутоа, први траги на присуство на наставник по гимназија и училиштата, во нашата се површеница појава на соколството и мисионерите
кои датира од крајот на првата деценија. Сега, своје знање или незнање, не знам сакам дали тука треба да почнем. 905 година знаете дека младокурците се појава во нашите простори. 912 година до тука полека се опуштаат оние спрегите и сега се појавуваат 3 спортски друштва во Македонија. Знаете, Вардарскиот, Вардарското спортско друштво, понатаму Јунак и асоциација на тоа Душан Силни. Значи, Силни, 3 спортски друштва на овие простори во Македонија. Тука се, значи, појавата на Соколскиот систем, односно Соколството. И почнува вежбањето, кој датира до почетокот на Првиот век. Тука се појавуваат влюбеници на гимнастичкото движење како актуелни вежбачи, така што подоцна дел од нив го избираат како животен стил или професија и продолжуваат во тоа. Новата генерација на кадри се појавува по Втората светска војна преку редовно школување, прво преку средни кадровски училишта, а подоцна на универзитетски студии. Овие кадри ја почнуваат втората фаза на наречена физкултура, на што го кажа познати градоначалникот, познати како физкултурци. Меѓутоа, дали сме физкултурци? Отидевме многу напред. Во меѓувреме се доаѓа до трета фаза или давање вистинска содржина на широко подрачје со неспорни општествено-воспитно образовни вредности, а што го нарекуваме физичка култура. Сега третата фаза, која се чинува физичко воспитување, спорт, рекреација, а подоцна како најмлада гранка кинезитерапија, деформитетите. За да сите овие подрачји во физичка култура се остават во праксата, тогашните општествени уредувања, како и денешното, требало и треба да ги следи потребите со изграда на спортски терени и усовршување на спортските кадри. И сега по два осврт кон планирање. Физичка култура е значајна форма на општествена активност и како таква мора да се избори свој животен простор и равноправност со другите општествено-човечки активности, да осигура просторни оптимални можности за свој перспективен развој во било кој општество. Таквиот развој се отпоредува низ програмска мрежа на објекти која ги зема во обзир бројот на жители, број на основни и средни училишта, активности во училишниот спорт, рекреација и спортски клубови. Планирање на објекти за физичка култура резултира тимска работа во која учествуваат, пазите, стручни лица од областта на физичка култура. Ова не случајно го става. Затоа што тројцата наши, за жал, едниот си замина и никогаш не стаили до крај, кадри, кои се двојца биле во Совет, а едниот во образованието, направија катастрофа со еден објект. Потом. Или затоа потоа. Урбанисти, социолози, економисти, обштествени планери, а во последно време и лекари. Зошто? Знаете, ама ќе продискутираме за тоа. Резултатите од таква тимска работа произлегува од стручно-научни поставености, кои произлегуваат од демографски анализи, анализа на социјална структура на граѓанството и интересите на граѓаните од географско, климатски услови и финансиски можности на една нација, како и здравственото ниво на таа нација. Значи, од тука се поаѓа за планирање на овие објекти. Започнува се развој на физичка култура, што 70-тите години на минатиот век во нашата држава се уште беше во рамките на СФРЈ, немаше единствен норматив за објекти за физичка култура, за разлика од повеќе земји од светот, како на пример. И сега внимавајте. Австрија 84 метри квадратни на жител, каде што се офатени и парковите во Австрија. Ви знаете како зеленила таа. Германија 5 метри квадратни по жител. Англија 40 метри квадратни по жител. Норвешка 7 метри квадратни на жител, Швајцарија 6 метри квадратни на жител, Турција 4 метри квадратни на жител. Годината ја видите, 70-тите години. Одиме понатаму. На Југословенскиот конгрес за физичка култура одржан 1958 година било предложено ориентациона норма 1,55 по жител. Метри квадратни на жител, што е евидентно како статистички податок за 70 година, 1970 се зголеми на 2,50 метри квадратни по жител.
Користејќи одредена литература, бидејќи не е лесно да се излезе пред колеги и сега да се презентира нешто, 1974 година дипломиран инженер Славко Делфин на Висока школа за физичка култура во Загреб презентира уште еден елемент, меѓутоа после 70 година вели дека 62 година во Белград е одржана на тема стамбена заедница и така натаму. И сега малку мене ми е тука да нема извршено во куцањето 70-та па 68 година и тој податок не го ставив, затоа што има одредена работа која е за нас интересна подозна. На овој одржан во Белград под наслов стамбена заедница установен норматив од 6 метри квадратни, кој не е законска одредба и кон неа не се придржуваат планирањето, туку секој планира по своје наоѓање. Како мисли, така ќе стави во тој дел на изградба. Сега доаѓам, значи годината не ја ставив таму, а ви кажав дека е малку урасна. Со оsamостојување на нашата држава, за разлика од другите бивши републики на СФРJ, не можеме да се пофанеме со многу изградени спортски објекти, вклучувајќи го и нашиот град. Значи, после оsamостојување од СФРJ. До 2010 година во нашиот град имаме спортски сали во основните училишта. Крстен Мисирко, Толик Зотоми, 17 октомври, Барам Шаман и Вук Караджич, од средните гимназија Гоце Делчев. Останати спортски сали во градот се градска спортска сала и Соколана. Сите наведени спортски сали се со скратени димензии, прилагодени за училишните потреби. Ако нешто има некоја испуштена, нема да ми замерите, ама тоа е тоа што податоци. Отворени спортски терени, гимназија Гоце Делчев, игралиштето, Крстен Мисирко, односно браќа, Вук Караджич, Соколана, градски фудбалски стадион и Башкими во тоа време. Сега одиме понатаму. Од 2010 до денес се изградени повеќе спортски објекти, меѓу кои спортска сала, основно училище Иероним Дерада, населба Черкеси, спортска сала Ренспед Бедиње за потреби на економските продукти од настана на албански јазик, балон сала во населба Черкеси и Железничка станица, спортски сали во основно училиште населба Карпош и Перо Чичо, повеќе тениски терени, велосипедски патики, затворен базен, отворен фудбалски терен, емите носи по потреби затворен, отворен фудбалски терен во населба Карпош, поранеше војни објекти, отворен фудбалски терен во населба Перо Чичо, атлетски полигон во техничко училиште Наце Буѓони, отворен терен и спортска сала во средно училиште Киро Бурнас, фудбалско игралиште Академија Мио, фудбалски стадион Башкими и подоцна има вставено нешто, дека одредени се во фаза на изградба, како техничко училиште Наце Буѓони, спортската сала, или некои други кои веќе нешто кажав, дека може би се во изградба или изградени, а не изградени не сме запознаени. Бидејќи тој сегмент, оно што кажа, оди од општина во УЈП, оди од УЈП во централни регистри, оди од централни регистри и така натаму, меѓутоа ова може да го следиме на друг начин, кој е една труд за презентација на симпозиумот на сака сдруженијето на ниво на сдружение. Од наведеното може да се гледаме еволуција на изградба на теренето кој преследува реновирање на наставните планови, на ревидирање на наставните планови и програми од страна на наставници во наставниот процес. Само малку да видам ја нешто. Добре. Сега, погледнете вака. Потребите за ангажирање, што е многу битен сегмент, на кадрите од физичка култура, проширување на програмите, не само во наставата и туку во тренажниот процес, беа неминовни, бидејќи во демократските устови на општеството веќе почна со деликвенцијата, значи демократија, некои си ја сваќа, можам да работам што сакам, на повисоко ниво и отварање на диспансер за лечење од дрога. Со изградба на спортските терени се формира повеќе приватни клубови, кошаркашки, ракометни, фудбалски, футсал. Тука е грешка, значи ова ќе ги исправиме во овој дел. Исправено е, меѓутоа на брзина него ставиме стичето на најновиот дел. Тениски, велосипедски клубови, привачки клубови, како и клубови за боречки. Треба да се изфрли, веќе изфрлено, лекторирано е, ама нема проблем.
сега вака. Ни спуштаме, ќе снимем. Значи, овај дел мора да го прочитам, бидејќи таа последна верзија не е ставена. Значи, потреби за ангажирање на кадри во училиште во физичка култура, проширување програми не само за настава, туку и тренировачниот процес беа неминовни, бидејќи во демократски услови, значи лечење со дрога. Поаѓајќи од тезата на професорот по психологија Харви Милтман, кој во своето научно истражување доаѓа до заклучок дека младите користат одредени недозволени стимулативни средства за да го избегнат стресот. За да го решат овој проблем, а кон тоа додавајќи зависноста од компјутер, интернет, мобилни телефони, Исланд креира национален тим за подобрување на животот на младите. И сега слушайте. За имплементација на националниот тим, на националниот план се вклучува државата, која значајно го зголемува финансирањето на разни спортски и рекреативни активности. Креирани се и адекватни програми за родители, значи за едукација на родители. За реализација на ова се потребни спортски терени. Процентот на децата кои го минуваат своето време на спортски активности е најмалку 4 пати неделно се зголемил за 50%. Значено е и учеството и чувството на учениците дека за нив се води грижа во училиштето преку спортските активности. Сега, овој пример на воведување систематска превенција во образованието на младите го копираат многу земји каде покажува одлични резултати. Во одредени земји, балтичките земји, каде што не покажал резултат, после анализата зошто нема резултати, се воспоставило дека при работата со младите биле поставени нестручни лица за спортски активности. Војници, бивши војници кои, знаете, тие земји може да употребува одредени стимулативни средства за таму да може да издржи и така натаму. Такви лица биле поставени и затоа дошло од тие балтички земји во негативност, а не како во другите, каде што се планира едукација. Поаѓајќи од тезата дека ако нема здрава младина, нема здрава држава, во САД во еден црначки кварт, каде процентот на деликвенција бил на високо ниво, со направени спортски терени, 40% опаѓа деликвенцијата. Тоа од социологијата кој скоро не ги слушал тие предавања. Иако Куманово како град тежнее, веќе го имаме, на спортски терени според бројот на жители и училишната младина потребно изградуваат влизане на повисоко ниво. Во просториот план на нашата држава се даден, сега доваѓаме до она што треба. Значи најново ово законот. Се дадени смерници за просторно потреби во физичка култура од 5 метри квадратни по жена, што не е законска регулатива, но се со благословение на нашиот град од страна на Меѓународна комисија за град на спорт очекуваме финансиска поддршка за реновирање и изградба на нови спортски терени. Ајде, овде да не сум испуштил нешто, нема. Загрижува податокот што општина не ги мотивира и форсира своите стручни кадри во спортските клуби и создавање на стручни тимови, каде ќе се постигне поголеми клубски успеси на државно и меѓународно ниво. Со изградба на спортски терени во нашиот град се формираат повеќе приватни клубови, кошаркашки, раковети, фудбал, футсал и така натаму, пливачки, како и клубови за боречки спортови, каде се свртува внимание на масовноста и финансиската добива. Повеќе членови, повеќе членарија. Без интерес за повисок ранг за натпревање и стварање државни репрезентативци, туку се гледа само профит. Заклучок, при планирање на мрежата за објекти на физичка култура треба да се состои од следниве структури. Игралишта за претшколска установа, специализирана. Игралишта, објекти за настана телесно воспитување во училишта, основни, средни и високи. Објекти за спорт и рекреација во местни заедници. Објекти за рекреација и спортување на приватни фирми за своји работници при активен одмор. Ако е приватна фирма, ама е поголема, спортски натпревари за тренинг и натпревари. Спортски објекти за тренинг и натпревари
рекреативни центри, специјални спортски објекти за намена на МВР, Министерство за внатрешни работи и војни вежбалишта, како и факултети за физичка култура и објекти за лица со посебни потреби. Со ова би се дало можност за стручното планирање во наставата за телесно воспитување и тренажниот процес, како во училишниот спорт, така и у спортските клубови, како и примена научни сознанија од кинезиологија. Физичка култура е една професија. Кинезиологија наука во физичка култура. Со што би се олеснила работата во нашите стручни лица, кај нашите стручни лица и би имале напредок и квалитет во работа. Тука може да се додаде програма за кадрите и стварање на тимови за работа, каде што општина Куманово треба да размислува на тој дел. Начинот од еден работа кој може ќе биде во дискусија, затоа што ако се вратиме назад, загрижува по тоа што опште не ги мотивира да свира своите стручни кадри. Погледнете ги сега откривачките клуби, колку години постоиме, колку репрезентативци. Поставено прашање Зоран Ивановски и дискусијата тука требаше да се начне темата селекција. Каква селекција имаме ние? Доаѓа родител, изволте потврда од дека детето здраво и еве 2000 денара откривачки клуб, кај наш колега кој моментално не е тук или интересира нешто. Така ли? Кој од нас се запраша малку меѓу себе на критика? Кои моторички способности ние ги тестираме? Дали е за фудбалот, дали е за велосипедизмот? Битно кардиоваскуларниот систем. Во фудбалот ги стрча, кога се стане се од мој. Дали е тестирано брзината, координација? Гимнастика, атлетика, флексибилност и кои моторички способности се битни. Значи, ние малку се изгубиме во тој дел, затоа што немаме подршка од сегментот, што го веќе кажа, општи. Тој дел, ако сакаме напред, и оно што го каже градоначалник, води Куманово напред, не само во рекреација. Ние имаме квантитет, меѓутоа бараме и квалитет. 3 типа на селекција. Првата воопшто нема, за другите да не зборуваме. Кадри има. Тоа е тој сегмент. Затоа велам ја, за да се направи ова, објекти и терени за физичка култура. Ова е напишено 62 година. Овој труд е напишан 74 година. У Хрватска има што еден труд. Ернест Нойферт, книга основна за архитектите. За среќа, таа книга имам и од мојата сопруга, и од мојот комшија Стоилковски Дане, професорка Љупка негова сопруга, која работеше овде. Значи, треба се консултира и таа. Уште 2 книги има во Србија, издадени сега, за изграда на спортски терени. Основните правила во методика, како се гради спортски објект, се знае. Професор предава, не знам, помладите генерации, меѓутоа кај нас, Анон Симонски, така натаму, наговестуваше кои се правилата и принципите за градење. За жал мора да бидеме и малку и критични. Тројца битни во Совет на Куманово кога се градеше базенот, не кажа ништо. Едниот тој, од нашиот колега, кој се уште во Советот, го прашал градоначалникот дали има базенот употребна дозвола. Видите срам да 8 години бидеш во општински совет, да осим постављање на темели на овој базен, не заминеш никогаш таму за да видиш како се гради и дека нема за обука за мали деца. Значи ние во базенот немаме за обука 80 до 120 см за децата да се обучуваат за пливање. Од еднаш е 2,20. Значи, тоа е наш недостаток. Едниот е таму, другиот си замина од Советот, третиот е се уште тука и одговорен за образованието, не замина да каже градоначалник, че не може ова. Ама ќе се скараме и нема лични интереси. Тоа е тоа што нас малку овие работи ги нафрли, дискусија, прашање, повеќе би било дискусија. Тука сме поети. Да, ова е само момент, професор Иванович.
спаѓам со вас на вашето излагање. Ме интересира вака чисто да размениме мисли. Знаете дека сме на иста мрава должени, исто размислуваме. Дали се славите со мене дека во минатото имаше многу помалку објекти, а успехот и деформитетите беа помали. Сега, кога се изградени повеќе објекти, ги набројавте да не се навраќам, одиме обратно пропорционално, повеќе деформитети и помал успех. И на што треба да се работи, видим на ваше размислување. Уште 95-та година во една емисија КПЛ со Тренчевски постави одредена работа и дискутираме. 2008 година имаше проект во општина Куманово и на Советот, благодарејќи на нашиот колега кој беше тасовски трајко по математика, ја осознав дека има таков проект за 40 и нешто проекти, околу 48 беше. Од тој дел поставив писмо и до Советот, и до градоначалникот, односно до комисија таму кој што беше потребно, како председател на тогашното Сдружение на спортски педагози. Меѓутоа, нити Советот не одговори, нити при формирањето на Сдружението на спортски педагози, тогаш председател Зоран Петрушевски беше на Советот, градоначалник тогашниот, да не го спомнувам, не беа воопште заинтересирани со тој дел. Значи, 2008 година, 90 години сум дискутирал за тоа, 2008 е поставено да има проект. Наслов на проектот и велам, колку финанси имате, толку професори ќе бидат ангажирани. Не одговорија ништо. Значи, нив не ги интересира тоа. Сега, дали самостојно треба перспективата на нашите кадри, без изградба на базен, е кинезитерапијата деформитет. Меѓутоа, порано кога ќе видевме дете со деформитет, веднаш трчевме да го исправиме. Без некоја надокна. А сега, жалосно, од тај етички дел, кога ќе видиме дете дека е искривено, да викаме, ово, добро е, ќе земеме некој дина. А тоа е програмата на општина Куманово. Значи, затоа велам, тимови за работа. Ако општината не создаде тимови за работа и вика повторно мисионери од странство, кои ги плаќа како тренинги по 2500 евра, па 200 евра стан, па 200 евра храна, па 100 евра да патува и да доаѓа, па 3000 евра и така натаму, а овие кадри ги се поставува и никогаш не створи тим за работа. Нити во кошарката, нити во ракометот, нити во одредени други спортови, и да го спомнам не без разлика што Полецки е тука, е сам во атлетика. Ова што Кочо Рацин сега полека чепка, неколку години, може и повеќе, повторно не се создава тим од страна на општина да каже стоп, ела вам, што ви треба, вие сте четворица, 5, 6, вие ќе работите. Таму е гимнастика. Основна работа. Нема ли гимнастичка? И генетски, и професори по гимнастика. Нема никаде. А зошто во општината во базенот да не беа запослени 4 наши студенти, односно завршени професори? И да се земаат плата и да се одроват како што треба, предплатни и поплатни. Зошто да нема гимнастика? За млади категории. Основната работа кај децата, индивидуалните спортови се во почеток. Тоа е гимнастика, тоа е атлетика и од тука кои ќе се усмени, подоцна одат во колективните спортови. Кошарка, ракоме, фудбал и така натаму и така натаму. Сега она доаѓа прилагодување на нашите кадри, а тоа е финансијата. Јас заминувам на скиња, 30 евра час за учење за скијање. 30 евра за еден час. Еко сега, ја може да му замерам на мој колега, што не ни испочитувал да дојде, а има приватни клуб. И тој е тој дисбаланс. Во атлетиката Колевски ги каже 4-5 години по средните училишта, само гимназија во Седелчев и сами фаршери. Пред последната година само гимназија во Седелчев беше. Сега дојде, преку ден беше, па затоа дојде и сами фаршери и Кумановски гимназија. Она другото се не... И во право се, не може ја да ги критикува. Он сака да отиде да заработи нешто. Кога тој тренер дојде од странство и ние го величаме, и цел град трчи и фрла финансии врз него,
кога ќе се замени ќе нема играчи, тогаш вие сте професори кои треба да работите, да стварате. А кога ќе се створи, колачот да сече друг. И не може да замераме на колегите. Тоа е тоа, овој нов начин ние во социализам што завршивме и сме едуцирали на друг начин, младите колеги. Малку повеќе дискусија дадовме, ама завршено дело. Поведете. Аз само кратко базирам на Куманово, тук имам колеги и околу професори што затоа што ви спомнат базенот. Да. Базенот, мислам дека има шанса да се направи платформа за дечиња, за мали возрасти. Тоа треба да се види со други луѓе, со други што се разбираат во тоа, мислам дека тоа може да се направи. Базенот, точно тоа дека е 2020 целиот, тој е проектиран така, но сега мислам дека може платформа да се направи. И тоа е до поздравување. Да, наш професор од Векчиевски кажа уште тогаш кога дојде првпат на отварање, може да стави мрежа па да се пробуши така. Проблемот е да не се зазима овој дел што е 2020. Не е да не потребен. И посебно треба да се биде тој за обука за малите кадри. Значи не сакам погрешно да бидам сватен, таму се наши кадри, стручни кои работат. Меѓутоа, немаме репрезентативци освен кај дали валете што замина во Америка. А колку години се тие клубови? Ако зборуваме сега за квалитет. А мака мачи со тоа што не е направено, ти сам знаеш, помлади сте, јас извинувам, одговорен сте сега. Текна. Колку имате мака со сегментот на одржување да биде профитабилен. Колку знам на Советот се одвојува 15.000 евра за да екзистира, за да може да ги користите. Така, зошто? Затоа што некој не дошол од нашата струка и да каже застани градоначалниче. Базен не се прави така. Еве книгата, не кажувам јас, него како се прави базен. Мој колега кој ќе дојде, ја чутам и почне да каша нешто на плуќе се. Не на плуќе. Не е средена вентилацијата, така ли? Затоа во октомври месец почнува да каша. Значи, и вентилацијата. За другиот дел ја кажувам, од наша струка, од наш аспект, кој ќе додам, ја гледам што не е добро. А со мене оди мојот комшија кој е архитектор, пенсионер, онда архитектура, ова нечи. Не може исти влез на базен да биде и за оние кои кидат у соби да спијат, и лифтот да биде и за оние кои ги идат во базенот. Која е хигиената со понудите? Така ли? Прв сегмент. Значи, за хотелскиот смештај на базенот до собите посебен вес за спортистите. Дали ме разбирате? И пуно други. Меѓутоа, немој да ме сватиш дека нешто сакаме. Ова е одлична дискусија и тоа е завршено. Сега Сакам да ви кажам уште. Повеќе. Ние сме го проектирале тој базен за да знаеме за хотелските соби, за ресторанот и за... Јас ви зборувам за тренутната ситуација на базенот. Значи, доаѓаат многу дечиња и има сега проект, професорот Југослав е подобро запознаен. и ние сме уживање. Еве ќе ви кажам од гимназија, 2 деца нема. Значи, има термин 2 пати неделно, 2 деца не доаѓаат. Од техничка исто, од економска исто. Средните училишта е катастрофа. Ако техничко доаѓаат. Така е. Не, во реду се слушувам потполно. Дали размислуваш зошто? Основните школи, да, се организирани со автобус, водат на терена на тоа, Бајрам Шабани, има тука професор Бајрам Шабани. Да. Така да, средните школи не знам, вие кажете зошто така. Специфичност на средните училишти основи треба да се бара во одредени работи. Првиот сегмент е, например, интерес на професорите што има услови. Дали он има интерес или нема интерес. Од техничко училиште видите доваѓа, ама од техничко училиште има професор кој си има приватен клуб. Дали му интерес на него да го води ученикот за 300 денари денеска на базенот да земе или да земе 2000 денари од него во клубот? Така ли? Јас водам 60 деца, ама немам клуб. Тоа е една работа. Втора работа. Гимназија Гоце Делчев има 12 проекти кои учествува меѓународно. Имаме математичко ОКБ, во светот годината имаме јазич. И они се ангажирани повеќе во тој дел, во таа сфера,
патување, студии, факултети и така натаму. Така да, одреден дел за спортисти има, кои се во кошарката, во други спорти. Овој дел за малку заостанува. Значи, ние и од гимназија Гоце Делчев, ако ги изброиме, професор Ивановски може да го знае од прилика тој податок, колку имаме неја, например, во клубовите кои се активни пливачи. Дали ме разбирате? Значи, претежно одат проект за научи да пливаш ќе биде најинтересен. Најинтересен ќе биде проект научи да пливаш основните училишта. За во базенот. Средните училишта веќе ментални и слободни на друга страна. Тоа е тој сегмент. Ама и интересот на професори. Јас мислам, ние намера да прекинам никаква дискусија, и тоа од етика наша на почитување на излагачот со времето и на дискутантите или појавени прашања. Да нема реплики со другите, тук аудиторијот доста поширок, не сме мала група. А секако после вашата презентација сте имала коктел, служува да ги разместиме на овие. Меѓутоа, само професор Ивановски се јави, не сакам да го... Не, борете, не пресилно времето не сакам преска да земам одговор, значи во врска со ова ние имаме проект активност пливање каде јас сум средно училиште, така да ние се ги водиме према распред на тие проектни активности пливање плинариње, тие деца што се на пливање се опатени каде се водат на базен. Знаете дека ги водиме тие пливање по еден до два термина месечно на наши проектни активности. Конкретно сакам преска да прашам во врска со оно менаџирање, улогата на тренерот во менаџерскиот тим на еден клуб. Имаше некои предавања конкретно подкрепени со докази, со искуства и така натаму. Па ме интересира која е конкретна на тренерот, во кој улога да се најде во менаџирањето на тимот. Во кој дел од тимот на менаџирањето во клубот да се најде тренерот. Пошто имаме неколку менаџерски тима во еден клуб. Имаме тим за менаџирање со финанси, спортски менаџмент. Во кој дел од тимот тренерот би се вклопил да менаџира овој клуб? Да. Ја сега преска да не го прекинувам на паузата. Во кој дел од менаџирање да се вклопи Клубот да се вклучи тренерот, да. И доколку имате некој искуство од работа со клубови, да знаеме, да ни пренесете како ви имаме влијание ние како тренери во клубовите. Прво го кажам дека зависно во каков тип на клуб сме вклучени. Од училишен до професионален, да кажем. Тренерот има своји, например, правото му дава цели задачи кои треба да ги исполни. Ако е тоа масовност, он треба да се грижи за зголемување на бројот на спортистите. Ајде, пустите вас, чувачите или не знам што не кажа. Ако е во однос на резултат, треба да се грижи како да го изменаџира процесот со спортистите, и добие што подобар резултат. Дали за екипа рангирана или за спортист на некој направи така натаму. Ако е во однос на професионален клуб, тој секој дека мора да го достигне резултатот, кој што ќе значи носење на профит. Значи ова е, да кажеме, општ одговор за сите поединечно клубови. Видови на клубови. Тренерската работа во еден клуб се знае кој е, да работи со спортскиот сектор. Која би била вашата или нашата улога како тренери во финансискиот дел од клубот, во менаџирање со финансискиот дел? Значи, како да влеземе во оној финансиски дел, пошто беше там улога на тренерот во менаџирањето на клубот. Значи, оној дел од околу финансиите, дали може тренерот да има улога во финансирањето на клубот, по склучување на договори, доведување на играчи и така натаму и така натаму. По ваше, дали имате вие некој искуство да кажеме во некој клуб што сте работеле да има некои такви работи да кажеме да од искуство во атлетика. Кога земавме за цел да бидеме на прво место, 3 години поред во атлетиката се случуваше да оди најдобрите рангирани ќе бидат субвенционирани. Кога бевме трети, излезе ново правило дека ќе бидат само најдобрите 2 субвенционирани.
И за следната година се договорихме, ајде што да направиме да идеме први. Што прават тие што се први? Тие што се први прават припрема, летна, зимска, бара финанси. Тие што се први бара опрема за спортисти. Тие што се први има спортисти од други градови. Значи тренерот прави анализа, себе ти вика. Ако бараш од мене да бидам прв, мора да ми возможиш тоа и тоа. И ги собереме тие пари. Така и направите. Тука е Колевски, нека каже. Требаше спринтерки и спринтерки. Доведохме тренери, односно тренер со работник, од Скопје, Тетово, имахме плюс 20 спортисти. Припрема. Единствен клуб што носи во атлетика и зимска и летна припрема. Сега ги такмичи во затворена сала. Значи тоа е искуство, ако ме прошувате за искуство. Сигурно дека може. Тренерот е повикан, стручно да каже што и како. Ако се бара од него, не може само да се бара. Тој мора да каже ова треба, ова може, ова мора. И пак е ризик, али превзема тренерот ризик. Јас превземам ризик со овие средства да ги водам до прво место. А ако не бидат прво, оставка, нема љутење, така? А ако бидат прво, пала да се... Значи, тренерот имам. Вака, тоа е било направено вака, да кажем, спортска на картија. Идеално е. Пракса прашувам кој е улогата на тренерите во клубовите, во вистинска пракса. Може би не да се извинувам. Јас сум тренер и менаџер, но спортски менаџер е едно, а тренер е друго. Тренерот треба да се занимава со спортистите, а менаџерот да обезбедува услови кои што се потребни на спортски клуб. Сам дека тоа беше прашање. Потребата е од спортски менаџер, а не од тренер во нашето општество. Не знам дали се служувате сите. Значи јас не можам да бидам и педагог, и психолог, и мајка, и татко на еден спортист. Така ли? И да обезбедам услови, и средина, и финанси, и спонзори, и се што се ние справуваме. Но ние сме сега во ситуација да бидеме сите во едно. На нас ни е потреба да имаме спортски менаџери за сите клубови. Е тоа е улогата. Е улогата на тренерот како спортски менаџер што го вие поставите како предавање. Вашата тема. Затоа да испровоцира професорот Зоран, јас прошто не знам. Заслужувам. Се што се менаџира треба да има екипа. Се што се менаџира. Јас сум тренер во фудбал. Значи, ако треба нешто да се менаџира, треба да се праќа од економот, од тој што треба да работи во теренот, па се до тренерот. Тренерот е факторот што ќе ја води екипата за да успее. А за да успее тренерот, треба да му предлага или да му каже на тие менаџерите што со пари што работат, да им каже, не ми треба тој играч за таа А позиција. тоа обезбедува услови. Тоа се ти кажа. Со зборовме, значи, сите се во менаџерски процес. И тренерот, ако што нема тој пари, значи ќе му каже на клубот ми треба тој играч. Ако сакаме да достигнеме целта. Ако не, И со фудбал. Технички има тренер, менаџер, кој улага во сви тие сегменти на еден клуб. ако тој има само Има. игрица. Ти кажеш, од ново различно размер да дискутираме, но треба да менаџираме и улога на тренер, менаџер. Широк аспект на Поведете на коктел. И тренерите на преоглавиот